Добро вечер. Агенда 35 е емисија посветена на 35-те поглавја, што Македонија ќе ги изоди на европскиот пат, преку скрининг процесот и процесот на преговори. Тука ќе ги најдете одговорите на прашањата поврзани со целокупното функционирање на европскиот систем. Како македонските институции ќе одговорат на испитот? Имаат ли капацитет да го износат товарот на преговарачкиот процес нагрб и членството во европското семејство? Реформирање на судството, почитување на човековите права, водење на економска и на монетарна политика. Ова се само дел од областите за кои што преку анализи, критичен преглед, но и добри примери од земјите кои што веќе се членки, одблиску ќе представиме како интеграциите ќе ги менуваат македонските институции, ама и секојдневниот живот на граѓаните. Во првата емисија се фокусираме на важноста на процесот за еднината на земјата, за незината политичка стабилност, но и економските перспективи. Ќе ги представиме ставовите на релевантни универзитетски професори, поранешни и сегашни функционери, а имаме интервју и со евроамбасадорот Жбогар, отворено и без дипломатски ракавици. Гледајте не. Во оваа емисија ќе гледате како отворањето на поглавјата ќе го менува македонското општество, анализа на животниот стандард на македонските граѓани и како да се достигне европскиот просек. Го откриваме тимот што работи на процесот на скрининг. Интервју со амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар. Останете со нас. ...2023 или 2025 во група со државите од Западен Балкан или сама? Кога и како Македонија ќе стане членка на Европската Унија е прашање за кое кај нас 3 децении се водат меѓупартиски битки, се градат политички пропаганди и спинови, се кројат изборни кампањи, се трошат пари за разни владини, невладини и медиумски дебати. Премиерот Зоран Заев неодамна изјави дека земјата го има прилагодено законодавството и завршено поголемиот дел од работата. Еврокомесарот за проширување пак Јоханес Хан смета дека за земјите од Западен Балкан не може да се очекува заеднички влез и дека секоја од државите ќе се третира одделно според постигнувањата. А токму постигнувањата на земјата, а не временските рамки со кои лицитираат и домашни и европски политичари, се она што граѓаните навистина ги интересира. Кога државата формално ќе стане членка и не е толку важна? Па може би беше важно пред 10 години, 15 години, кога Македонија беше во, што се нарекува, мртва трка со Хрватска, Бугарија и така натаму, за влез во Европската Унија, мислам дека веќе не е важно. И тоа не го кажувам во депресивен муд, да речеме, туку кажувам дека веќе после сите Сцили и Харибди што ги помина државата и после сите премрежја, а тие не беа мали, дури за европски стандарди, сега на Македонија е важно да се направи така наречено мапирање. Значи прво да застане на мапата на Европа, во политичка смисла пред се, подоцна економска, и да почне да го води патот. Одењето кон Европа би значило некакви стандарди, кои го нарекувам мапирање, мислам прво да се упристоиме. Второ да може да се направи, јас го нарекувам тоа кадрирање. Значи да може да влеземе во разни кадри кои што ќе ја стегнат приказната за државата на тема, не знам, правосудство, економија, човекови права и така натаму и така натаму. Дека процесот на преговори е единствениот начин за Македонија да се упристои, смета и поранешниот вице-премиер за евроинтеграции Фатмир Бесими. Да, едноставно би рекол, реформскиот процес и отварање на преговори и членство во ЕУ е исклучително важно за Република Македонија, како мала земја, отворена релативно во однос на движење на капиталот и трговијата. А од друга страна, стандардот на живење не дозволува таков комфорт за граѓаните на Република Македонија да ги гледат или да ги чувствуваат благодетите од тој концепт на глобална либерализација. Македонија аплицира за членство во Европската Унија во март 2004, а во декември 2005 добива статус на земја кандидат. Цели 13 години земјата не се помести од мртвата точка.
паѓаше на темата добрососедство поради спорот за името со соседна Грција. Во јуни годинава, со решение на спорот намаса, македонските граѓани конечно добија датум за преговори, еден нов јуни, до година, под услов Македонија да испорача резултати во областа на реформите на јавната администрација, борбата против корупција, судството, разузнавачките служби. А како една нереформирана администрација, корумпирани судови, ќе можат да го износат товарот на преговарачкиот процес на грб? Па затоа и целиот процес на европска интеграција има и другата страна, значи она на финансирање на тој процес, односно поддршка, тоа се ИПА фондовите на ниво билатерално за одредени држави, потоа се фондовите што се на мултилатерално ниво, односно регионот, па и фондовите што се структурните фондови. Во капацитетите на државата, ако се соодветно менаџирани, не се стомнева ниту Георгиев. Видите, јас од секогаш сум тврдел дека Македонија не е за никаде. Напротив, дека со малку напор може да стане место кое што е за некаде. Сега тоа малку во овој момент не изгледа многу, но тврдам дека оваа држава може да биде пристојно место за живење и оваа власт, па дури опозицијата со малце хендлање, условно кажано, може да направи поголем исчекор баш заради тоа што е тешка криза. И кога го велам тоа, ги ставам на страна големите структурни предизвици со кои се соочува државата, значи политичките партии како доминантни актери во политичкиот систем, кои што често сакаат да имат еден премолчен консензус. За познавачите стрикна околност е што влезот на Македонија во Европската Унија не е само наш домашен, туку и европски интерес. Тоа коинцидира со позиционираноста на Европската Унија моментално визави светските случувања. Таа е скромна и ќе станува се поскромна. И од тој аспект, оно се нарекува блиско соседство, значи Балканот и така натаму, може да биде експлицитна зона на интерес на Европската Унија, што нас не одговара, бидејќи се работи за една мека моќ, која што сакаме да ни даде стандарди, сакаме да ги примиме тие стандарди, а при тоа да бидеме под чадорот на некаква воена одбранбена организација како што е НАТО. Македонија има формална одлука од собранието дека членството во Европската Унија е стратешка определба на државата. Процесот на интеграција е политичка одлука, вметнат во програмите на сите релевантни партии во земјата. Но тој, иако е длабоко политички, не смее да трпи партизација. Злоупотребата на овие стратешки цели, на која сведочиме секојдневно во меѓупартиските пресметки, не се должи секогаш само на неодговорноста на партиите кон иднината на земјата, туку и на фактот дека влезот во ЕУ ќе значи крај за многу нечесни бизнис и политички сделки. Од Скопскиот аеродром има директен лет и за Брисел и за многу други европски градови. Голем дел од властите, но и од граѓаните, мислеа дека македонскиот лет до Европската Унија води преку Атина или Софија. Вистината е дека клучните прелети сепак ќе се прават дома, преку корените и структурни реформи, што ќе го нарушат комодитетот на многу политички и бизнис елити. Во неделите кои предстојат, Македонија е на пат да го заокружи процесот на уставните измени, како основен чекор за имплементација на Преспанскиот договор. Но договорот од Преспа не е единствениот услов, па затоа е исклучително важно да се најде вистинскиот модел, како да се спроведе така наречениот процес на помирување што е во тек, а да се запази правната држава. Оти токму правдата и одговорноста се основните европски вредности, неопходни за вистинска трансформација на македонското општество. Со просечен економски раст од 2,9% последните 2 децении, животниот стандард на македонските граѓани, мерен според бруто домашниот производ по жител, достигна $13,000. Меѓутоа, тоа е само околу 1/3, односно 35% од просекот на 28 членки на Европската Унија. Иако пред 20 години, овој податок кој го покажува со односот на вкупниот обем на економијата поделен со бројот на жители, бил приближно ист како и во неколку земји што денес се членки на Унијата, како на пример Бугарија, Латвија или Литванија, денес овие земји повеќе се доближија до европскиот просек отколку Македонија. Доколку македонската економија продолжи да расте со исто темпо како и досега, овие бебиња родени деновиве ќе го достигнат европското ниво на доход дури кога ќе наполнат 75 години. Ако пак економскиот раст забрза на 5% годишно, тогаш европскиот просек може да се достигне и на нивниот 30-ти роден ден. За да забрза економскиот раст над 5%, релевантните меѓународни институции идентификуваа низа реформи што мора да се направат. Новиот шеф на одделот за економски прашања во делегацијата на ЕУ во Македонија, Фреј Кјан Маат, вели дека Европската Унија посочува неколку клучни предизвици за земјата, каде што треба да се фокусираат реформите. Прво, во образованието. The country is not scoring very well on the PISA test, which is the
comparative tests of education systems in different countries. We also see that there is this so-called skills mismatch between the skills that pupils and students have when they leave high schools and universities, and on the other hand, the skills which are required by businesses, especially I think lately in terms of ICT. This is a problem. Според Јан Маат, владењето на правото е исто така еден од клучните предизвици за Македонија. There is a lot of room for improvement when it comes to, for example, the judiciary, in the issuance of quick and impartial decisions, but also in enforcement of contracts. So when you sell something as a company, that you actually get your money from your client. And this, of course, is very much important for a good business climate. And then there are a couple of what I would say required structural economic reforms relating to the administrative burden for companies, like untransparent inspections and also parafiscal charges. So companies are faced with a lot of different fees that they have to pay. Економистите исто така сметаат дека отпочнувањето на преговорите со Унијата ќе осигури реализација на потребните реформи. Главниот ефект од преговорите за членство во Европската Унија го гледам во делот на владењето на правото и заекнувањето на институционалниот поредок. Значи, Македонија помина низ еден период во претходниве 10 години, па може би и низ целиот период, почнувајќи од независноста па до денес, во кој што не успеавме да испорачаме кредибилност на институциите, а владењето на правото секогаш беше подкопано или беше аргументирано дека е подкопано на еден или друг начин. Мислам дека во тој дел на заекнувањето на владењето на правото и градењето кредибилитет на институциите нас ни е потребна таква надворешна сила, како што е процесот на зачленување и самото членство во Европската Унија. И мислам дека тоа ќе даде на краток до среден рок поголеми позитивни ефекти врз економијата, врз растот и генерално врз развојот на економијата, отколку самото зачленување кога тоа ќе дојде на дневен ред по 5 или 10 години. Патот на земјата до Европската Унија, без оглед колку ќе трае временски, брои вкупно 35 чекори. Од нив поголем дел ќе отвораат економски прашања. Па така, македонските власти ќе мора да ги усвојат и да ги применат во домашната правна регулатива европските директиви во економската и монетарната политика, начинот на трошење на народните пари во секторите транспорт, енергетика, земјоделство, индустријската политика. Освен европско прекројување на законите, државниот советник за европски политики и координација, Драган Тилев, вели дека преговорите со ЕУ ќе ни овозможат и пристап до повеќе пари од предпристапните фондови. Во моментов ние користиме ИПА, се најавува веќе ИПА 3, но во последните околу 14 години пакетот за Македонија беше околу 90 до 100 милиона евра на годишно ниво. Преку ИПА 3 програмата очекуваме дека тоа би можело да биде негде околу 110 до 120 милиони евра на годишно ниво за период 2021-2027. Тоа е новата финансиска перспектива. Но доколку го забрзаме процесот на интегрирање и доколку станеме членка на Европската Унија и добиеме пристап, се разбира со добри проекти, но добиеме пристап во кохезионата политика, кохезионите фондови и структурните фондови, тогаш веројатно дека можноста, веројатно е дека тој износ на годишни алокации би се зголемиле помеѓу 4 и 6 пати. Искуствата на другите земји што го поминаа патот до ЕУ пред нас покажува дека од почнувањето на преговорите па до пристапувањето во Унијата се зголемува инвестицијската активност, се намалува невработеноста, економскиот раст е забрзан и се забележува подигнување на животниот стандард. Скрининг, англиски збор кој означува прикажување кинофилм, испитување на организмот за присуство на некоја болест или проверка на луѓе, односно работи, со цел да се утврди дали се погодни за одредена цел. Во бриселскиот бирократски речник, како скрининг е именувана подготвителната фаза од преговорите за пристапување во Европската Унија и таа означува аналитички преглед и оцена на усогласеност на националното законодавство на државата кандидат со правните текови на ЕУ, така наречено АКИ.
Процесот на проверка на законодавството, скринингот, се спроведува заеднички од страна на Европската комисија и на државата аспирант за член на ЕУ. За Македонија овој процес започна со објаснувачкиот скрининг на поглавјето број 23 правосудство и фундаментални права и заврши со представувањето на поглавјето 3 право на основање и слобода на давање услуги. Агендата со која ќе се одвиваат состаноците помеѓу македонската делегација и експертите од Брисел за 2019 година е подготвена во многу поголема сала од онаа во зградата на владата, во која го водевме разговорот со главниот технички преговарач Бојан Маричик. Тој и нашиот тим од 40 представници на институциите, како и колегите од Албанија, во Брисел, седат наспроти 40 представници на Европската комисија. Оваа фаза се одвива на 33 состаноци. До сега се одржаа 5 состаноци за 5 поглавја. Иако распоредот на состаноци, што го определува комисијата е веќе заклучен, целокупниот македонски преговарачки тим не е. Главното јадро на преговарачката структура е формирано, но секретаријатот за европски прашања се уште врши мапирање на институциите, а до крајот на годинава треба да бидат завршени и правилата на преговарачкиот процес, кои ќе бидат преточени во владини акти. Оваа задача, оваа, да речам, операција е важна пред се за институциите, бидејќи тие се тие кои што ќе треба да го спроведуваат тоа и делегациите се составени од представници на институциите. Во теке затварање на листата на сите работните групи за сите поглавја. Целта е практично после секоја од овие скрининзи, луѓето кои што биле во делегацијата да формираат работна група за тоа поглавје и врз основа на тоа да направат една анализа, гап анализа, значи анализа која што ќе го прикаже јазот или разликата помеѓу тоа што ни е представено, тоа што треба да го имплементираме и каква е ситуацијата кај нас реално. Јазот помеѓу европското и македонското законодавство е различен од поглавје во поглавје. Во некои области напредуваме, во други има многу работа, додава Маричик. Според граѓанскиот сектор пак, таква анализа веќе требало да постои, имајќи го предвид фактот дека Македонија во континуитет го хармонизира домашното со европското законодавство. Институциите, по моје видување, не искочија се уште со една анализа во која што може да утврдат делови, односно поглавја, во кои што се спремни за водење на преговори. Ние сакаме да бидеме уверени дека имаме капацитети, дека институциите имаат капацитети за преговори, но се уште една функционална анализа за тоа каде се нашите позитивни страни, каде се нашите недостатоци во процесот, владата не искочила. Тоа ќе биде и појдовна основа за тоа што владата ќе бара како експертиза надвор од јавната администрација, експертиза која што ќе помогне на Македонија за побрзо и поефикасно да ги испреговара поглавјата, сите поглавја од процесот на пристапување. А јавниот повик за експерти е се уште отворен. На него досега се пријавиле 389 апликанти кои ќе бидат селектирани според стручноста во конкретно поглавје и кои подоцна ќе бидат вклучени во преговарачкиот процес. Го прашавме Маричик дали ќе зависи датумот на преговори кој земјава очекува да го чуе во јуни 2019 година од скринингот. Одлуката за почеток на преговорите е политичка одлука. Ова се технички состаноци. Значи, овие технички состаноци не можат да имаат многу влијание на самата одлука за почеток на преговорите во јуни 2019 година, но овие состаноци се важни за тоа колку ние ќе бидеме подготвени да ги почнеме преговорите во јуни 2019. Скрининг фазата трае 1 година или повеќе. За споредба, за Хрватска скринингот траел 12 месеци, период во кој е отворено и првото поглавје за преговори. Хрватскиот тим остварил 66 состаноци, 33 објаснувачки и 33 билатерални, во кои биле вклучени 2000 луѓе. За Црнагора скринингот траел 15 месеци, период во кој се отворени 2 поглавја. Преговарачката структура броела 1300 луѓе, кои биле организирани во 33 работни групи. За Србија скринингот траел 18 месеци. За време на скрининг процесот одржани се 65 состаноци на кои учествувале околу 2000 луѓе. Организирањето на патување за повеќе од 1000 административци колку што ќе бидат вклучени во процесот, нивно сместување, дневници, се само дел од трошоците на скринингот. Шефот на преговарачкиот тим вели дека владата нема проценка колку ќе чини процесот, но свесни се и дека преговарањето за членство во Европската Унија е скапо, но вредно.
Ова е еден скап процес и ќе има чести патувања на бројни делегации во Брисел. Затоа и треба постепено, и ние на тоа работиме, Република Македонија да ја зајакнува и својата мисија во Брисел, односно при Европската Унија, каде што, например, сега во моментот има 8 вработени дипломати и представници на институциите во нашата мисија во Брисел, а да речеме, за споредба, на Црна Гора мисијата има 35 вработени во мисијата. На Србија исто, од прилика 35-40. Откако комисијата ќе ни го представи европското законодавство, наред ќе дојде зборот на Македонија. Во втората фаза, билатералниот скрининг, представниците на домашните институции ќе презентираат какви се законите во земјава и ќе ја чекаат оценката за тоа колку работа не чека. How do you estimate the importance of negotiation process? What do you think the key benefits for the Macedonian citizens will be? Well, I will start answering by question. Okay. And the question is, what do people want from their lives, usually? They want good job, they want good schools for children, they want good health system, they want clean air, they want a normal life, right? And so, why do so many people leave the country? Because they cannot find this here, right? So they look for it in the West, mostly in the member states of the European Union, just to find this simple, Answers. normal life. Yeah. Simple answer, normal life, and the life that is not bothered by politics as much as it is here. I think that's why we have this huge migration, and this is what the whole negotiation is about. That's why I think or majority of citizens want to see the country as member of the European Union in the future. They want to see the country member of the European Union in the future. They don't want that citizens one by one become citizens of the European Union by migrating, but rather that EU enters the country and that the country becomes the EU. And this is negotiation. Negotiation is the road. So it's not actually integration of Macedonia in the EU, but it's bringing EU values and principles Exactly. in the country. The way of life, the normal life, as I mentioned, to bring it here in the country. And negotiation is the road leading there. And during negotiations, the country already become de facto member state, even though not entering yet. That means it starts functioning as the EU member state way before it actually becomes member state in the end, because things start changing and the life becomes more normal, and then you have functioning institutions. You have inspections who inspection the food. You have more control of the air system, of the environment. So I think that's the core. What it means negotiating. It means transforming the country into what people want to see, a normal country without the problems that they have to deal with these days. Yes, but in all this process of implementation and even in the process of negotiations, there are some weaknesses of the Macedonian institutions to provide this. Where do you see the biggest obstacles? In which areas? Yeah. I would see the biggest weakness, especially in these days, in these past months. I see the weakness of inability of politics to go beyond party and personal interests and look for the state interests. These weeks there is discussion, there is decision being made for the future that will determine the future of the country, and I think I see it as a weakness that the politics, or some politics, cannot go beyond the party politics, doesn't see the strategic importance of the moment, big picture, the interest of the country. So the weakness is this polarization, which is painful polarization that you have in society. And I think that this will need to be addressed. I think that politics, because politics creates the division, politics creates polarization, that politicians should unite around strategic goals and bring the country together, because this weakens the country, it weakens the state, it weakens also your negotiating positions. So I think this is the biggest weakness that I see.
Of course, concretely, there is always is about the rule of law, Yes. which is always the weakest link in all members, in all candidate countries, but including here. We did see the changes, but I think we need the judiciary is the core. I think citizens need to regain trust in judiciary. Judiciary is important for the trust of the foreign investors to come in. Judiciary is important, the rule of law is important for the whole stability of the country. So we want to see judiciary that is more self-confident and that is more reluctant, more waterproof to political interference, and also the judiciary that will not self-restrain itself, Yes, I understand. that will not autocorrect itself, but rather that will really get the confidence of doing the rule of law. You mentioned the rule of law, and when we're talking about that, apparently in our country in the moment, talking about the current political situation, there are parallel two ongoing processes. On the one hand, there is political reconciliation process of so-called political reconciliation, and on the other, there is implementation of rule of law through the ongoing trials. Do you think it's possible for both of these processes to keep on going without excluding themselves? Well, the justice should be given time and space to work. And what we've seen recently, that politicians started publicly naming judges and prosecutors, accusing them, threatening them, I think that is worrying. And I hope that judicial institutions will step behind the judges and prosecutors that have been pointed out by politicians. From us, they have our full support because they should be doing their work, and we will always speak against political interference in judiciary, against political pressure on judiciary. Reconciliation, of course, is clearly needed. I spoke earlier about the division in the society. So there is a need for reconciliation. Of course, there is a very thin line between reconciliation and accountability. Yes. I spoke with the two chairwomen of the committee, Ramensky and Alexandrova, and talking to them, I'm convinced that they will find this thin balance between these two. Won't destroy the path. Exactly, to do the reconciliation, which is definitely needed, but at the same time to keep the accountability, to keep the rule of law functioning, judiciary functioning. Because accountability actually was one of the priorities named last summer, in the summer actually, it was this summer. In Macedonia there was a big disappointment when we were placed in the same group with Albania. Not only authorities, but only the citizens thought that, resolving the name issue will be a sufficient step towards starting negotiations with the EU. There were also different opinions between the member states of the EU about this. What's your opinion? Yeah. Well, two elements I will have. First, you mentioned Albania. I will just mention, I will say one comment. Somehow in the whole region, it seems the whole region has one problem. And this is that everybody thinks that it is better than the rest. And everybody is thinking that, is better than the neighbors. I mentioned that more in the name issue aspect, not okay, we are satisfying all the criteria, but just like the main thought was that I understand. I just used yes. that because I hear so many times. Not only here, as I said, it goes for the whole region. Everybody in the region feels the same. When you're from the region, actually, so I'm from the region. You know very well. Yes, and when the truth is that it's interest of everybody that everybody is successful. If you have stable neighborhood, you're stable as well. If you have instability in the neighborhood, it affects your stability as well.
So I think the region should really work together and somehow pull each other up. I think High Representative Mogherini feels very strongly about that. Now about the June decision, well, last June decision, for which I understand that there was some disappointment in the society because of the big steps, as you said, in kind of a big sacrifice that was done by the country with agreeing on the name issue. The ministers did recognize huge changes that were done on the reforms, how the backsliding was U-turned in judiciary. So this was all recognized. At the same time, they thought that more reforms are needed. Yes, you said there were division among the member states, but at the end, I think they all agreed that yes, a huge progress was done. We give conditional opening next June with conditioning with the implementation of the Prespa agreement, and the second one with the deepening of the reforms. Also citizens think, and politicians usually use, we have to do this because of EU, we have to do this because of EU. But actually everything that we are requesting is for the good of the country. I mean, all the reforms that we are doing in judiciary, this is for the good of the citizens. Primarily citizens want to have reforms. And also when I'm asked, have we done enough reforms? I mean, I should ask the citizens, because citizens should tell us, has enough reforms been done? And if they are happy, then we should be happy as well. We know we are talking about the Macedonian interest of entering into the EU. But having in mind the latest development of geopolitical events, what's the interest of the European Union itself? And what do you think the integration will have as a signal, the message for the region, for the Europe as well? Well, the Prespa agreement itself is a huge message and huge lesson for the region, but also for Europe. You know, in this agreement, you see the commitment, you see determination, you see the courage, you see how the country or people in the country are able to put the interests of the country first and not the party and personal interests. So these are the messages for the region. Yes, there are difficult problems that each of the countries has, but even if the problem was there for so long, there is a possibility to solve it if you have all these elements in place. That's for the region, but also for Europe. Europe is also confronted with challenges recently. You actually have a struggle of political concepts and ideologies in the EU and between the member states. On the one hand, we have some authorities and leaderships of some countries who are promoting European values, democratic standards and principles. And on the other, there are some who are openly, directly against them. So are you worried about this? Yes, you're right. And the next European elections will be an indication how the Europe is evolving. And I think it would be good to have that courage, determination that we have seen in Prespa agreement, also among European politicians when dealing with these challenges. You know, in Europe, the problem that Europe has is that our citizens were made to believe that Europe cannot handle these problems, these challenges that came recently: migration, terrorism, financial crisis. People start thinking that EU doesn't have the answers, that national states have the answers. There was the trust in the... They lost the trust in institutions providing the answers and went back into the national states, and they thought that only national states can provide the answers, that we had the walls coming up and the lack of solidarity emerging and so on. And this has to be challenged. You know, with the politicians now going into European elections, I think will be challenged, because every member state is so much stronger within larger European Union. If European Union is strong, if it's strong in defending its values in external relations, if it's strong in defending values internally, in defending external borders, then also member states will be strong. Each one on its own
will not survive. So yes, I think we need this. We hope to see that determination. I hope to see determination, courage also, to bet everything on this Card. on this card, on the card, and the card is principles and values of the core of the EU. That's what the core is. You know, Exactly. solidarity, human rights, democracy, rule of law, transparency, and everything. This is the core. If European Union is not trade union, it's not bureaucratic union. This is what is the glue of the European Union, and I hope to see our politicians also be as courageous as we've seen between the two countries here. But just to answer your question, what's our interest? I think we do have interest. Every country, every new member that brings the commitment, trust, and shares these values that I just mentioned before, strengthens the family. And of course, that's our interest, because we become stronger with each member. We become stronger internally, but also externally. Mr. Ambassador, thank you very much. No, thank you very much for giving me the chance. Thank you for the messages. Thanks. 16 милиарди евра планира ЕУ за поддршка на своите вселенски програми, како Галилео, глобален сателитски навигацијски систем и Коперникус, програма за наблюдување и мониторинг на земјата за периодот од 2021 до 2027 година. За следните 10 до 15 години планирани се и дополнителни 30 сателити во орбитата покрај постоечките 29. Инаку 1/3 од сите сателити во светот се произведени во Европа. Вселенската технологија е неопходна за голем број важни услуги од кои европејците зависат и може да игра клучна улога во ефективното справување со новите предизвици како што се климатските промени, граничните контроли и помош за луѓето што живеат во ЕУ да бидат безбедни. Европските пратеници изгласаа воведување на дигитален данок, прв од таков тип, чија цел се големите компании кои се занимаваат со дигитални активности и нудат дигитални услуги. Со новиот систем ќе им се дозволи на државите членки на ЕУ да го одоначуваат профитот генериран на нивна територија од страна на високотехнолошките компании, иако истите физички не се присутни во државата. Дигиталниот данок ќе изнесува 3% од приходите направени од три типа на услуги: онлайн објава на реклами, продажба на прибрани кориснички податоци и дигитални платформи кои овозможуваат интеракција помеѓу корисници. Граѓаните на ЕУ ќе имаат еднаков пристап до производите што се нудат на интернет, без оглед на државјанството, местото на живење или местото на поврзување. Нема повеќе геоблокирање и редиректирање. Досега 63% од интернет страниците вршеле дискриминација врз купувачите во зависност од тоа од каде доаѓаат и како плаќаат. Новата регулатива што стапи на сила месецов им овозможува на сите граѓани на ЕУ да купуваат од сите европски интернет страници под исти услови. 1200 ученици и 280 професори учат и работат во меѓународното училиште Копенхаген во Данска, кое што е училиште со најголемата соларна фасада во светот. 12.000 соларни стаклени панели во морско-зелени нијанси, поставени под различен агол, ја сочинуваат фасадата на училиштето. Панелите покриваат површина од 6048 метри квадратни и може да произведат 300 мегават часа електрична енергија годишно, со што се покриваат половина од годишните потреби на училиштето. Во сончеви денови, покрај тоа што создава електрична енергија самото за себе, училиштето придонесува со електрична енергија и кон електромрежата на Данска. Во училиштето сите чешми се оптички контролирани, во тоалетите за испирање се користи секундарна вода, лед светилките овозможуваат заштеди на енергија, а со сензори се контролира температурата и присуството на јаглерод диоксид. При изградбата се користени природни материјали, а целиот биоотпад од кујната се собира и потоа се користи за храна за животни. Стариот картон и хартија се рециклираат, односно се собираат, компресираат и продаваат. Одекна во етерот на Бугарското национално радио ја пренесоа голем број на бугарски и македонски медиуми. Изјавата на професорот Иван Илчев, бугарски представник во Македонско-бугарската комисија за историски образовни прашања, ја разбранува јавноста. Постигнахме компромис за цар Самуил. Македонската страна призна, че тој принадлежи на българската владетелска традиција и е владетел на Българија, в която в това време влиза и територията на съвременна Македония.
Но она што не е пренесено целосно е дека и самиот Илчев во интервјуто вели дека од 3 тој присуствувал на само една средба на заедничката комисија. Демант на оваа вест стигна и од академик Драги Ѓоргиев, член на македонската група научници во комисијата. Самуил е цар на Самуиловата држава која постоела пред 1000 години и не можеме ние од денешен аспект да му дадеме националност и да кажеме тој е македонец или бугарин. Етнонимот бугарин не значи исто сега и тоа што значел пред 1000 години. Самуиловата држава, која е создадена и на оваа територија, ја наследува бугарската царска традиција на првото бугарско царство. Но Самуил директно не е поврзан со династијата на цар Борис, цар Петар и цар Симеон. Затоа и македонците имаат право да ја слава таа држава, чие седиште било тука, но и бугарите, бидејќи оттаму е преземена царската традиција. Во оваа фаза, додава Ѓоргиев, се уште се врши обработка и анализа на податоците и комисијата работи на тоа, по секоја цена да се избегне национализирањето на цар Самуил. Можеме да заклучиме дека нема дилеми за неопходност од интеграциите како единствена алтернатива за македонското општество да се обликува според европски стандарди. Стандарди на транспарентност, демократија, владење на правото, човекови права, одговорност. А токму на одговорноста ќе се фокусираме веќе во следната емисија. Ќе го отвориме поглавието 23, таму каде што сме најслаби, владењето на правото и функционирањето на правната држава. Се гледаме следната недела.